Прво, среќа во несреќа или несреќа во среќа, господинот Стевананџија прочита стенограм од дискусија на колегата Горан Мисовски, кој спомнува финансиска моќ во момент кога се носи некој ваков проблематичен закон, ама од позиција на опозиција. Читам подолу, гледам дали господјата Мираковска се јавила тогаш за процедурално на својот колега од НСДП да му каже дека не е коректно, не е убаво, или па да му се закани како што се закани на господинот Стевананџија. Го нема тоа. Тоа го нема никаде. Тоа е првата работа. Втората работа. Колку е демократско нашето општество после враќањето на животот и рушењето на режимот, беше очигледна и заканата која што е упати господјата Мираковска, а заради информација на јавноста, неколку такви закани, неколку пратеници од опозицијата, нисходниците ги добија во минативе месец-два од своји колеги од позиција. Тоа е околу демократскиот амбиент во собранието. И трето, она што господјата Мираковска и сите други мора да го научат, а го има во документи на Совет на Европа, како резолуции, тоа е степен на толерантност кон критика, кон прашања на луѓе кои што извршуваат власт. Вие сте власт, господјо Мираковска. Треба да давате одговори, а не да се заканувате со судови. Разбирам, многу пати јас сум бил предмет на, и вие лично, и сите, треба да избегнуваме таква комуникација, но принципиелно, штом не сте реагирале пред 5-6 години, кога ваш колега настапил исто, лицето ГМ, како што вика господинот Стевананџија, го губите правото принципиелно да реагирате сега. Врз база на морал и етика, не врз база на деловник имате право. Имате право и за другите формално тесно, ако ги гледаме работите, имате право за сите работи што ги кажавте, и јас тоа го почитувам. И ја го кажувам и јавно. Но ако одиме врз база на морално и етично однесување, штом не сте реагирале кога колегата го зборувал истото пред повеќе години, а не сте реагирале, нема основ да реагирате сега кога друг колега го зборува